Јас жалам за сите реакции, но секогаш е така кога се работи во централно градско подрачје. Нашиот рок со изведувачот е некаде предвиден од 100 дена и еве се работат завршните работи, крпење на улицата, но мора да информирам јавноста дека за жал по оваа активност ќе следуваат уште две крупни активности на оваа улица, а општината заедно со инвеститорот Светска банка, бидејќи ние сме кој инвеститор, ќе направи проценка кога е тоа најдобро во кој период на годината, а тоа е изработка на комплетна атмосферска канализација на оваа улица и целосна комплетна реконструкција на улицата, вклучувајќи нови тротоари, нова асфалтна подлога по цела должина на улицата. За тоа како ќе биде динамиката во делот на изведбата на овие две фази, дополнително јавноста ќе биде информирана. Имавме одредени проблеми со изведувачот, неколку состаноци, каде што го информиравме за техничките забелешки во делот на изведба. Очекувам дека тоа е санирано, тоа треба да го потврдат и надлежните во општината, вклучене како супервизија на надзорот и представници од јавното предпријатие Водовод и самиот технички надзор кој што има целосната законска одговорност за ова и верувам дека веќе следната недела, можеби во следните 10 дена, во прва фаза ќе бидат закрпени сите оние дупки кои што се создадува кога изведувате една ваква градежна активност. Уште еднаш им се извинувам на граѓаните кои што живеат во овој дел на градот и гравитираат, но не може нешто да се реконструира, да се изгради ново ако претходно не биде раскопано. Во делот на безбедноста при работење сите пропусти беа укажани на изведувачот и тоа е целосна негова законска одговорност, доколку имал пропусти, секако дека ќе има и одговорност за што води постапка СВР Кумар.